Кинеската влада води најинтензивна офанзива против меѓународниот систем за човекови права од кога се појави во средината на 20 век, рече во Њујорк извршниот директор на таа невладина организација Кенет Рот, представувајќи го извештајот во кој се опфатени околу 100 земји. Во него се наведува дека Кинеската комунистичка партија изградила во земјата орвеловска високотехнолошка полициска држава и усовршен систем на цензура на интернет за да ги повлекува јавните критики. This is the most severe period of repression that we've seen in decades in China, probably going back to, the Cultural Revolution or an era like that. При тоа Рот рече дека над 1 милион ујгури и турски муслимани се наоѓаат во притвор каде што им се врши притисок за да се откажат од исламот и нивните културни традиции, па дури и нивниот јазик. Во светот пак кинеската влада, како што се наведува во извештајот, го користи незиното растечко економско влијание за да ги замолчи критиките. The Chinese government is trying with increasing ferocity to use its economic and diplomatic clout to silence critical voices abroad and to undermine global institutions that protect human rights. Кенет Рот при тоа упати критики поради несоодветната реакција на светските демократи кои, како што изјави, повеќе сакаат да молчат отколку да го загубат пристапот до големиот кинески пазар. Several important governments have been missing in action. Trump has lost credibility because he so often embraces friendly autocrats rather than defend the human rights standards that they flout. На извештајот веднаш реагираше и официјален Пекинг. Представникот на Кина во Обединетите нации, Ксин Џишенг, изјави дека станува збор за измислици и предрасуди. Тој додаде дека Пекинг целосно е отворила содржината на извештајот.